За денот на независноста, нашата зависност од природа и од планини не донесе овој прекрасен планински масив наречен Проклетие. Проклетие се местото кое што одамна сме сакале да го посетиме и често чекавме прилика да отидеме дали за Тет или за Волбона во Албанија, но на крај дојдовме во Црногорскиот дел, во близина на градчето Гусиње, а сега сме во долината на Гребаја. Инаку, за Проклетие веќе не може да се каже дека е добро чуваната планинарска тајна, затоа што се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат во овој предел, уживаат во оваа природа, на секаде околу се изграден еден куп сместувачки капацитети, многу туристи на секаде среќаваме, така што дефинитивно не е веќе добро чувана тајна, меѓутоа сигурен сум дека во следните 5 до 10 години ова место, целиот овој район заедно со делот од Албанија и Косово ќе биде една од топ 3 туристички дестинации на Балканот, нешто што е Доломитите за Италија. Сега како да стигнете до Гребаја, долината или до Гусиње, тргнувате нели низ Косово, поминувате Приштина, одете на Печ. Многу важна работа да внимавате, ние сгрешивме за да не мора вие да грешите. Google Maps ќе ви даде од Печ две рути. Едната оди директно на запад кон Плав, а едната оди нагоре низ Рожеја, Беране, Андријевица и после спушта на Плав. Ова што ви ја дава како приоритетна или пократка или подобра рута, всушност ве носи на еден граничен премин кој што не постои. Така што многу внимавајте, дефинитивно кога одите за Гребаја, морате да дојдете на Беране и Рожеја. Значи граничен премин Кула после Печ, а никако таа рута што ви ја дава на запад. Туку нагоре, значи внимавајте на Бераја, Рожане, Андријевица патот да го погодите. Патот генерално е добар, до Приштина имате автопат, не е лош ни до Печ ако не ве фати гужва, преку планината малце кривини, меѓутоа е релативно добар пат и понатаму кога ќе се спуштите во црногорската страна, има навистина добар пат, прекрасна природа, така што колку и да е долго, а долго е некаде околу 4,5 часа целиот пат, мислам дека ќе уживате затоа што прекрасни гледки има од сите страни. А исто така би ви препорачале кога ќе симнете планината над Печ, имате еден многу убав ресторант како мини ресортче, каде што има баш играчки за деца, одлична ливада зелена, баш е во природа, супер сенки и така натаму. Тоа е ресторанот Огниште, таму застанавме, добра пауза, добра храна, така што препорака таму да го скратите патот и да си продолжите до Гребаја, односно до Гусиње. Првиот ден од нашата прошетка на Проклетие решивме да го искористиме во долината Гребаја. Денеска ќе се обидеме да качиме еден врв наречен Волушница, од каде што се простира многу убав поглед кон Карамфили. Тие се едни прекрасни, баш алпски врвови, каменести карпести, така што до таму имаме некои 700-800 метра надморска височина, не би требало да ни земе премногу време. Инаку таа е прекрасна тура која што врти уште два врва по Падија и Италијанка, меѓутоа на нас денеска амбицијата е да се качиме само до тој врв каде што има стварно многу убави погледи. И се надеваме дека ќе успееме и од таму ќе ви ги пренесеме сите убавини на Проклетие во овој дел. Првиот дел од патеката ве пушта во една шумичка која што има баш големи високи дрва и патот тука веднаш станува стрмен, така што за 3,5 км треба да искачиме 770 метра надморска височина и тоа ќе биде нешто отприлика како да се качите од полициско до врв на водна, а најубавите видици не чекаат кога ќе излеземе од оваа шумичка. Олег си доби апгрейд на ранецот, пошто кога заспива, многу често главата му луѓа лево и десно, па мораме да му ја подпираме со алишта. Најчесто сега му купивме едно мало перниче, да видиме како тоа ќе функционира. Беше заспан, сега се разбуди, ама се надеваме дека ќе заспие кај да е. Добро, значи само што излегувавме од шумичката
И тука се двои патеката и станува кружна. Значи трите врва се валушница, талијанка и попадика. Имате опција да ја оставите валушница за на крај, да свртите талијанка попадика, да дојдете кај незија, се вратите од тука или да идете од тука валушница, па да ги поминете тие два врва. Ние сега ќе одиме за валушница и ќе видиме, веројатно ќе се вратиме назад по истата патека, затоа што предлог малку ни изгледа овој круг за Солек, ама ајде да видиме. Види тамо поглед на таа страна. Тато, вижте ова бе. Леле. Конечно на валушница успеавме да искачиме и вредеше колку да беше стрмно ради овој прекрасен поглед што го гледате. Значи позади нас карамфили, одличните врвови, едни од најубавите, најживописните и целиот поглед, цела долина, доле се гледа долината која што е баш во еден понор. Прилично возбудливо, малце страшно, ама фантастични погледи, вредеше за секоја капка поч да пропуштивме. Сега ќе пуштиме и дрона да видиме што све има тука околу. Инаку целата кружна тура продолжува од тука. Таму исто имате на она седло исто многу убави гледки кон карамфили, веројатно и подобри, можеби од тука ако може да бидат подобри. И по сртот се качувате до оние два врва, тоа се талијанка и попадика, 2000 и нецели 100 метара надморска височина, така што прекрасна тура да ја направите цела. Ние денеска само до овдека, затоа што не сакаме премногу да го држиме во ранец Соцко, така што тука една пауза и бараме доле ресторан да јадеме убава храна од овие краишта. Завршивме со нашата денешна прошетка и дојдовме на заслужен ручек. Овдека ги имате некои од рестораните со најубав поглед, нема да е претерување ако кажам, на свет. Значи, гледайте што се дешава позади, седете во ресторан, пиете никшичко пивце и уживате овој поглед. Така што, после денешната тура, заслужено пиво, заслужени кебапи на кајмак во етно ресторан Павичевич за денеска, инаку неколку добри ресторани тука. Маја Карамфили, исто така доста го фалат, скала горе со многу убав поглед и така што може да бирате кај да јадете. Ние денеска одиме во Павичевич, етно село. Значи, добивме масивна порција на кебапи со кајмак нормално од озгора. Лунита. Многу добри кебапи. Телешко месо претпоставам фул. Не се презачинети, се осеќа месото фантастично и голема порција, ама после денешната тура се остаме заслужено и изработивме и сега може да уживаме во овие кебапи. Ај тато ти да пробаш и да кажеш за кебапите. Еви Јолек Сефте пробува кебапи. Брзината со која што ги спука двата кажува доволно какви се. На здравје тато, Сефте кебапи, значи сега може да си одиме ја и тука фана.
Сега еве сме во крајниот дел на долината. Тука има една клупичка и од таа клупичка горе се гледаат едни карпи кои што се нарекуваат мачки кои што се бакнуваат. Ќе ви зумирам за да може да ги видите мачките што се бакнуваат. Сега кога ќе дојдете пред крајот на долината имате поглед феноменален на сите овие врвови што се протегаат околу вас. Значи тука ви се познатите легендарни карамфили, тука ви се врвови како Злако Лата позадина, кој што е највисокиот врв од Црна Гора, тука ви е Очњак, исто еден прекрасен врв, и има еден врв кој што се нарекува Копја и не сум сигурен, но мислам дека токму тука една наврска во 70-тите години во која учествува македонски алпинист го прави првенственото искачување алпинистичко на тој врв. Денеска, вака или така, го тепавме цел ден во долината Гребаје и поминавме феноменално. Значи, ова е кога децата од Плаф и од Гусиња им викаат на мајките, мамо сакам на Доломити, мајките им викаат, деца имаме Доломити дома, и стварно има Доломити дома, така што во оваа ситуација мајките видиш стварно се во право. А сега ќе ви покажеме една клупа со најдобар поглед на светот. Ако бара некој клупа со поглед, еве тука има клупа со добар поглед. Денеска денот, очите исполнети, душата исполнета, па и стомакот добро пополнет, така што сме задоволни и да е само ова е супер, а се надаме дека утре ќе видиме слични вакви гледки во следната долина Ропојана. Сега малку околу сместувањето. Значи, ние за сместување избравме Етно Хаус Бектешевиќ, тоа е овој комплекс позади што го гледате, прекрасен, со прекрасен поглед, многу убав уреден. Се наоѓа многу блиску до градот Гусиње, во едно село наречено Крушево, и од тука двете долини се еднакво блиску. Значи, има некаква централна поставеност и може лесно да идете и кон Ропојана и кон Гребаје. Добар дел од сместувањата кои што ќе ги најдете, може да ги најдете исто така во Гребаје, иако овој период, претпоставам и летно време, е доста полно, треба со време да се резервирате сместување. И насекаде расфрлено околу Гусиње има слични вакви комплекси, етно кукички со ресторанчиња и слично. Во овој комплекс имате повеќе типови на сместување, како што може да видите, имате овие помали кукички и имате неколку вакви поголеми. Ние се одлучивме за поголема, таа е на 2 спрата, има долен дел со дневна купатило и убава кујна, на горниот спрат ви е спалната, додека овие мали кукички имаат само купатило и кревети. Овие се со цена некаде околу 40 евра, ние нашата ја земавме за 60 евра и таа е прилично голема, во нејзин најмалку четворица сигурно може да спијат. Исто така многу добра работа е што можете да си нарачате од прекрасната домакинка тука доручек или вечера, значи спрема доручек и вечера со претходна најава, доручекот е 6 евра, вечерата е 9 евра и баш онака обилни, прекрасни и доручек и вечера имаат. Инаку комплексот е стварно многу добро одржан, има доста домашни животни наоколу, тревата е перфектно средена и искрено многу сме задоволни од сместувањето. Го препорачуваме топла, кога видите на Booking ќе видите дека имаат оценка 9,7-9,8 од 450-60 ревјуа, истото е на Google, што ретко се случува на толку многу ревјуа да имате таква оценка, така што тоа беше еден од критериумите зашто го избравме токму ова место и мислам дека не зажаливме затоа што супер поминавме, екстра сместување, екстра околина, екстра поглед и природа. Втор ден, втора долина. Еве сме овој пат во Ропојана. Тоа е втората долина во близина на Гребаје и денеска шетаме тука, ќе посетиме еден водопад
едно планинско езерце со прекрасна тиркизна боја и ќе пробаме да навлеземе подлабоко во долината помеѓу овие карпи што ги гледате позади, да уживаме уште еднаш у поглед кој што ќе биде, се надеваме, сличен како тој што го посведочиме вчера. На враќање ќе ги посетиме веројатно и Али Пашините извори кои што се уште една позната знаменитост тука, а денеска имаме на листата на активности пробување на качамак, затоа што не го пробавме тој специјалитет кој што е многу познат за овој крај. Така што се движиме полека да видиме што ќе понуди и оваа долина. Инаку ние сме тука сега во септември, а веројатно најдобро време е да се дојде некаде порано во текот на летото, затоа што добар дел од овие води кои што ја разобуват многу оваа долина сега не се достапни затоа што се исушени. Овој дел ваму што застанавме прв пат, тука има генерално водопад кој што можеме да го видиме на сликите на Google, ама сега едноставно беше исушен, имаше мал дел, меѓутоа не дел кој што може да се види. А исто така на крајот на оваа долина има едно езеро кое што се создава, нели, во зимните месеци кога ќе падне снегот и трае некаде до јуни, јули, и тоа е едно прекрасно планинско езеро меѓу карпестите врвови од сите страни, Ропојанско езеро, кое што исто така како што видовме дека веќе од пред месец, месец и пол е пресушено. Така што веројатно во оваа долина Ропојана е подобро да се дојде некаде јуни, јули, затоа што водите сигурно прават многу подобар впечаток, ама и ова што го гледаме далеко од лошо, така што ајде да видиме што има понатаму. Сме на Скакавичко езеро или езеро Окото на скакулецот. Ја гледате оваа прекрасна боја тиркизна позади, многу луѓе собрани тука, прилично голема атракција во оваа долина, но кој што кажавме на почетокот, веројатно во периодите кои има повеќе генерално вода во долинава, значи негде мај, јуни, јули, сигурно сето ова е доста и пополно и повисоко и поголемо, но оваа боја што гледате позади е сосема доволна да уживате во неа, иако езерото е можда на пониско ниво него вообичаено. Патеката по која што денеска се движевме, ако продолжите 20 км по нејзе, ќе излезете во долината Тетва, Албанија, исто така една долина со фасцинантни погледи секаде околу неа. И тоа е така затоа што всушност оваа патека е дел од една поголема приказна наречена Peaks of the Balkan. Тоа е туристичка атракција, планинска атракција, односно бележана, маркирана патека во должина од речиси 200 км, направена со поддршка на ГИЗ, Германската агенција за обнова и развој, која што
послужила локалното население во сите овие краишта, во Црна Гора, Албанија и на Косово, да може да работи планински туризам и да не се оцелуваат луѓето толку од овие краишта. И тоа е очигледно една многу успешна приказна, затоа што, како што видовте, има многу луѓе во целиот овој предел. Сега, нели, нормално да зборуваш за врвови на Балканот и да не ја вклучиш Македонија, нели, звучи малку ограничувачки, меѓутоа, едноставно, се нашло начин како да се направи една приказна, како да се привлечат многу туристи и верувајте, кога ќе истражувате за проклетие и кога ќе барате по странските форуми, сето ова се врзува буквално со приказната врвови на Балканот. И голем дел од луѓето од странство доаѓаат тука, во смисла ќе дојдеме ќе ги поминеме сите најважни врвови на Балканот. Таа наша невклученост во цела таа приказна, веројатно една од причините зашто, нели, ако видовте во последното наше видео кога бевме на Шаран, немаше толку многу луѓе, така што мора вакви приказни да се прават и кај нас. Знам дека имаше една приказна наречена Хајскарду стрел, која што требаше да минува низ Албанија, Косово и Македонија, меѓутоа мораме сме малце поактивни да смислуваме вакви приказни со или без поддршка од странски организации, затоа што верувам дека Шара и други наши планини и целата западна трансферзала наша со своите убавини и теа како може да парира на овие краишта, само ни треба малку повеќе инфраструктура и малку повеќе приказна да се спакува сето тоа. Овој крај е најпознат веројатно по качамакот, по суканите работи, доста проја, сирење добро, пршуто и совместности продукти, така што моравме да пробаме, а најдобри места кај да ги пробате се овие локални така наречени еко-катуни, каде што се спрема сето оваа домашна превкусна храна. Заедно со храната денеска пробуваме и сокот зова, мојот омилен, не знам на македонски како е, базовка исто така негде го викаат, и Моника сокот боровница, така што не чека денеска обилно јадење, веројатно полу од ова ќе спакуваме, ама сакавме све да пробаме за да знаеме што се може да се јаде во иднина кога ќе дојдеме друг пат тука. Прсти да излежеш, а? Као другата рача резерва си чуваш? Нарачуше нешто да. Сме на уште една знаменитост во близина на Гусиња, тоа се Алипашините извори. Овие се едни од најголемите извори во овој крај со 300 литри вода во секунда, а местото е многу значајно затоа што во историјата тука доаѓал Али Паша, познат војсководец од 19 век, секој сабајле, шетал, ги обожавал изворите, меѓутоа целиот овој простор бил место каде што доаѓале караваните кои што патувале од Котор кон Стамбул, значи една многу важна рута, и ова било местото каде што застанувале да се укрепат. Инаку на 2 август овдека има голем собир и се собираат сите луѓе кои што сега живеат тука, но и сите кои што се оцелиле во странство и најчесто се враќаат тој период, и се вика дека тука околу 15.000 луѓе се собираат на тие прослави и собирања за 2 август. Добро, значи како генерален заклучок, проклетие понуди навистина нешто што не сме го виделе одамна. Накратко кажано, ако сакате Доломити 3 пати поблиску до вас и да потрошите 3 пати помалце пари, проклетие е местото каде што сакате дојдете. Долината Греба е навистина магична, со сите врвови околу. Има што да правите, може да планинарите, може да возите точаци, алпинизам кој е похрабар. Буквално се, храната е прекрасна, сместувачки капацитети на секаде, и она што можеме стварно да ви препорачаме е што поскоро да си ја посетите оваа долина. 4-4,5 сата возење на вистина делува малку многу, меѓутоа вреди. Ако има некој продолжен викенд да може да споите 3 дена, дефинитивно оваа авантура треба да изберете. За сега поздрав, па се гледаме на некоја нова авантура. А плюс 1 ден.